И продолжуваме со нова тема во студиото која што веќе ја најавивме ние во 6 часот и 45 минути утрово. Една интересна и малку понеобична тема. Денес е меѓународен ден на воздржување од купување, малку необичен празник. Ден кој што не повикува на попусти, туку повикува на пауза, на размислување за тоа како, каде и зошто купуваме. Интересно е што за оваа тема ќе разговараме токму со човек од маркетинг индустријата, сектор кој традиционално не поттикнува да купуваме повеќе. Велам добро утро за Ели Пешева, директорка за комуникација во маркетинг агенцијата New Moment, една од најкреативните и највлијателните агенции во регионот, па и затоа Ели, благодарам што ја прифати поканата да поразговараме малку на една ваква понеобична тема. Благодарам за поканата, да. Па за пошироката јавност веројатно е необична темата, за нас е вообичаена. Да, ќе зборуваме за парадоксот меѓу маркетингот и воздржувањето, новите трендови во однесувањето на потрошувачите и како изгледа одговорен модерен маркетинг. Ајде, првото прашање, парадоксално е да зборуваме за некупување со гостинка од маркетинг секторот. Како овој сектор го разбира овој ден? Па, мислам дека посмешно е дека денешниот ден е директно врзан со утрешниот ден, значи утре, нели, Black Friday. Утре е хаосот. Да. Така што окей, тие што ќе се воздржат некако денеска, веројатно ќе надоместат во текот на утрешниот ден. Но она што исто така поинтересно е дека со текот на годините овој тип, нели, на Black Friday попусти и шопинг од еден ден се проширува на неколку дена, па на една недела, сега веќе трае и по неколку недели. Прво почна со Cyber Monday, нели, после Black Friday, па после почна Black Week, сега да не имаме и Black, не знам, цела година. Да, да, затоа што се покажува во пракса дека луѓето сакаат да купуваат на попуст, бидејќи тој е психолошкиот момент, дека не се излажани, дека не плаќаат преголеми цени, да не се чувствуваат дека нели дека се како будали, дека нивните пари некој ги злоупотребува или дека плаќаат енормни суми за работи кои што може да се купат, но очигледно може да се купат и на 50 и на 60 и на 70 и 80% попуст, што психолошки кај купувачите влијае на ставот дека таа цена која што ја гледаат во текот на годината не е всушност вистинската цена и дека вреди да се чека за да се купи на Black Friday. Намалување. Така, маркетингот традиционално не поттикнува да купуваме. Дали сметате дека денес истиот може да биде и двигател на свесна, одржлива потрошувачка, бидејќи кога истражував за денешниот ден, не да ги одврати луѓето од купување, туку да ги натера пред утрешниот хаос, малку да размислат, да не купуваат работи кои што не им се корисни. Па да, во суштина тоа е целта. Тоа е целта, значи да се купува паметно, што значи она што се препорачува е, нели, пред ваков тип на попусти да се направи некаква листа, некаков список на работи кои што ви се потребни или кои што би сакале да ги имате иако не ви се потребни. Најчесто така и оди купувањето во овој период. И јас бидејќи многу сакам статистика, гледав статистиките во овој период, со оглед на долговите, на трошоците за живот и слично, станува се потешко да се шопингува за пошироката јавност, да се шопингува, да се купува, нели така како испуштено, без концепт, без идеја, бидејќи статистиката вика дека еден во тројца луѓе веќе влегува во долгови пред предстоечките празници. Значи, 1/3 од луѓето ќе се задолжат во овој период, но она што е интересно од минатата година е една статистика која што вели дека 48% од луѓето купувале работи кои што не им требале. Значи, токму во овој период на цени, само заради тоа што ги понесува, нели, самата ефтина цена и самиот попуст. И еуфоријата која што се создава дека ова е сега и никогаш повеќе, а никогаш повеќе е за 2 месеци можеби после Нова година кога веќе, нели, цените се менуваат, поминуваат празниците и така натаму. Значи, половина од луѓето купуваат работи што не им се потребни и токму затоа некако се поттикнува да се направи список на работи на вистина што ви требаат, што би сакале подолго време да ги имате, да се купува паметно, да не се претерува во купувањето, а инаку да, целта не само на маркетингот, целта на сите компании е да продаваат производи и услуги. Секогаш ни доаѓаш подкрепена со анализи и некои статистики кои што ги пронаоѓаш, па затоа сакам и да го поставам прашањето што ни кажува овој ден за однесувањето на современиот потрошувач. Дали луѓето стануваат од година во година
поспремни да паузираат и да размислат што да купат? Има некои размислување или истражување? Не, тоа праксата тоа не го потврдува. Мислам, тоа фино звучи вака и во мотивацијски некои постови, говори и слично добро би звучало, но она што е доминантно во овој период, генерално во нашата потрошувачка култура, е она што се вика FOMO, the fear of missing out, или стравот дека нешто ќе пропуштиш. И дури и кај најсилните карактери навистина влијае дека сега ако не го купиш тоа што се нуди по оваа цена, веќе нема да имаш шанса да го купиш тоа. И да речеме кај нас исто така праксата би потврдува дека во еден дел е тоа точно, значи во дел дека сега ако не го купиш подолг период нема да можеш, бидејќи повторно се враќаат цените на она што биле, а во свеста на потрошувачот останува фактот дека дали е вредноста на тој производ оваа што ја гледам или онаа што била на попуст. И токму затоа имаат потреба во овој период да купат само заради чувството што велиме ние да не сум будала, нели не ме прави будала, да не плаќам повеќе кога знам дека тоа се маржи или тоа се надуени цени и така натаму. Меѓутоа тој момент на чувство за дека нешто ќе пропуштиш, дека сега и никогаш повеќе, тоа се билда, се гради во свеста на луѓето со месеци, со години, и затоа се и оние ситуации што ги гледаме, нели, кога се газат, буквално си зимаат едни од други од раце, не дека тоа ќе го снема, утре пак ќе го има, но ќе го има по друга цена. По друга цена. Дали денес компаниите бараат се повеќе комуникации насочени кон одржливост, етика и општествена одговорност? Какво е вашето искуство во New Moment со оглед на тоа дека и регионалниот пазар исто така многу добро го познавате? Во суштина, да, многу од големите компании, од сериозните компании, меѓународни компании, па и домашни поголеми компании, се општествено одговорни. Тоа е факт. И голем дел од своите остварени приходи ги насочуваат назад во заедницата, во теми или во ситуации или во места или работи за кои што ќе проценат дека е потребна нивната помош, и навистина се голем чинител во тој дел на општествена одговорност и помош на дали се училишта, дали се одредени групи и така натаму. Постои таа свест кај компаниите да се биде општествено одговорен, а дали ќе повикуваат на одговорност во купувањето, мислам дека е контрадикторно тоа да се бара и да се очекува од компании кои што живеат од остварување на профит при продажба. Но голем дел, пак ја кажам, од нив обрнуваат внимание како тоа влијае врз животната средина, да речеме, или дали го поттикнува, не знам, бруто домашниот производ и така натаму. Значи, не дека не се внимава апсолутно, но не може да се очекува дека компаниите ќе ви речат не купувајте, а тие живеат од тоа. Впрочем, има компании кои што може ќе ви повикуваат затоа што тоа добро звучи, затоа што е тренд, заради тоа што нели сега е фенси да се зборува за тоа колку ние нели внимателно и mindful тип на купување имаме со свест вклучена и така натаму, а при тоа кога ќе погледнете, кога ќе ги видите нивните бројки, на пример, имаат 3 пати поголемо производство. Значи сами на себе ако ги изгледате бројките се контрадикторни, но не може да се очекува, повторно ќе кажам, од некој кој што живее од тоа да ви рече ај сега во ред направете пауза. Дигиталниот маркетинг на моменти делува доста агресивен. Дали денес има брендови кои што, или има начин брендот да испрати силна порака, но со помала бучава? Дали некогаш тишината е подобра од кампања? Што вели вашето искуство? Да. Тоа е моето лично искуство, дека да. Значи во еден период, ако може некоја компанија да го изигра тој ризик, значи во период кога се сите гласни, кога сите продаваат, да остане тивка, односно да функционира она што би се рекло out of the box, значи надвор од некое предвидливо однесување, веројатно ќе се изгради своја публика која тоа ќе го почитува и тоа ќе го препознае и ќе го почитува. Но тоа не оди преку ноќ, тоа е бренд имидж кој што се гради за компанија со години и на крајот на криштата таа компанија мора во пракса да го покаже тоа дека навистина не е тоа само one time only, нели во еден случај направено
пошто ќе биде повторно дел од некаква кампања, туку дека е таков некаков внатрешен, некаква компаниска политика практично. Така. А колку каква е улогата на маркетинг агенциите во креирањето на културата купи помалку, купи подобро? Дали е тоа реален тренд или само маркетинг термин? Кога веќе го одбележуваме денов? Па да, значи купи паметно е добра стратегија која што може да се комуницира, но пак ќе бидам контрадикторна ако кажам дека мислам не би било во ред да продаваме кампања која што добро звучи, а во пракса тоа не го реализираме. Значи во ред е да викаме купи паметно, но ако им ги спуштаме цените на луѓето, а при тоа произведуваме 3 пати, 4 пати, 5 пати повеќе од тоа што да речеме се продавало во некои други периоди, значи сами на себе нели не си завршуваме улога. Со тоа што пак ја кажам, тука не сме да се подценува свеста на јавноста, бидејќи секогаш има една група која што будно ги следи овие работи, која што е многу повнимателна во деталите на комуницирање. Таа е една цела генерација која што можам да кажам дури маркетиншки е поедуцирана и многу повеќе ги препознава овој тип на трендови и многу потешко подлегнува на нив. Така што мора да се биде многу внимателен во комуникацијата со сите групи, бидејќи ако е блеф, тој ќе биде препознаен. Така. Кои се ризиците за брендовите ако го користат овој ден комуникациски? Може ли некој да ви се обрати и да ви каже дека тоа е цинизам или може некако да се искористи комуникациски овој ден релација маркетинг потрошувачи? Денешниот ден да се денешниот ден кога да нели паузираме, односно се воздржуваме од купување. Тука треба да бидеме тивки како маркетинг агенција, односно да бидете или може некако комуникациски да се многу тешко како ќе кажеме денеска. Можеме да кажеме. Денеска не се купува, а мислам дека ќе мисла дека е некоја саркастична вест. Мислам дека нема да ни помине. Дека нема да ни веруваат. Така, значи денеска треба да бидеме тивки. Денеска не, мислам дека она што ќе се направи во пракса е дека денешниот ден ќе се изигнорира на сметка на утрешниот Black Friday. Така. Јас ќе ги замолам колегите од режија, нешто ми кажуваат премногу слабо слушам на слушалка. Во меѓувреме кога зборуваме за младата публика генерација Z, дали тие навистина се антипотрошувачи или само сакаат поинаква вредност од брендовите? Не би рекла дека се генерацијата Z слаби потрошувачи. Може да се каже дека се повнимателни потрошувачи. Во смисла на тоа што сакаат, во смисла на тоа кои компании ги преферираат, на кои компании им веруваат, значи за тоа се повнимателни, многу повеќе истражуваат и сакаат да се дел од таа култура на внимателен шопинг, но она што исто така статистиката и праксата го покажуваат е дека генерацијата Z се најголемите потрошувачи на така наречената брза мода, односно fast fashion. Не заради нешто посебно, туку баш заради материјалната предиспозиција која што има, бидејќи fast fashion во однос на haute couture или високата мода е многу попристапна и далеку, па дури и ready to wear колекциите им се поблиски на нивните финансиски можности, што значи создаваме се поедуцирани потрошувачи, тоа е добро, кои што точно знаат што сакаат и од кого што ќе очекуваат, но од друга страна нивните материјални можности се сепак поограничени. Меѓународен ден на воздржување од купување, Ели, ни остана уште две прашања. Како би изгледала кампања, што би ја направиле за Меѓународниот ден на воздржување од купување, ако треба да се направи кампања, би побара некој клиент, што би ставиле во фокусот? Сега ова добро ќе ни беше да немавме прекин, ни се надоврзуваше со претходното прашање, ама најверојатно ќе те вратам во игра повторно. Да. Се префрливме на сезонскиот грип, сега да се вратиме на шопинг. Што би ставила во кампања? Па не знам. Купи време. Купи време, да. Имаш идеи, затоа го поставив ова прашање. На крај, дали вие лично би се воздржали од купување од овој ден, што мислите дека секој од нас може да направи за да купува попаметно, не повеќе? Така да резимираме, не е ова денот да ти каже не купувај, туку пораката на денот е купувај паметно. Да, значи, јас не сум човек што ќе се воздржи од купување, да бидам искрена. И мислам дека секој од нас сака да си купи нешто ново, да си направи некаков мерак со
нови работи кои што можеби подолго време ги посакувал или сега му се достапни по прифатлива цена. Но ќе се согласам со тебе и јас тоа си го практикувам, да си направам план, да си направам список што ми треба и за следниот период, да речеме сега дури иако е ноември и ќе кажат рано е за нова година, не мислам дека е рано да се купат подароци за било која прилика, особено за нова година. И паметно купување е правење на листа што на вистина ти треба, но и што можам да си дозволам. Бидејќи, како што спомнав, еден од тројца луѓе ќе влезе во долгови во овој период токму заради празниците, не би сакала да сум јас тој статистички податок. Затоа и препорачувам правење на списоци. Башка лесно може сега, токму поради дигиталните кампањи кои што се многу гласни и се секаде, да се направи и онлайн истражување, што каде го има и по која цена. И кога, не знам, веќе се спуштат цените во текот на следнава недела, веќе се спуштени во голем дел од трговските центри и од продавниците. Точно знаете каде одите, што купувате, и само ќе се треба да се контролирате дека не влегувате никаде каде што не ви е испланирано и не пружате рака по нешто што не ви е на список. Нека не ве понесе толпат. Апсолутно. Бидете внимателни. И за крај сакам да го искористам твоето гостување и минатиот пат кога ни беше. Секако го споминавме проектот кој што го започна, стартуваше минатата година, каде што направи спој на многу генерации. Станува збор за еден проект, една емисија која што се емитува на YouTube и навистина после првата сезона ги собра сите убави коментари. Предпоставам дека подготвувате втора сезона, што ќе биде во фокусот годинава и дали повторно ќе имаме различни генерации во еден проект. Да, реалити чек случајно, ама стартува денеска. Значи, денеска стартува? Денеска во 8 часот е првата епизода од новиот циклус. Одиме по циклуси, не одиме по сезони, бидејќи ова се теми на кои што треба многу да се направи истражување. Имаме многу снимање, многу анализи кои што треба да се направат, многу соговорници и малку поспора е работата од стандардна, да кажам, сезона. Што ќе биде во фокус? Човечкото однесување ни е на нас во фокус. Зошто се однесуваме на различни начини? Со тоа што првиот пакет на епизоди некако беше ние да се измериме меѓу себе и генерацијски и тука локално како се однесуваме, а сега малце го вадиме надвор од нашите граници, па малку да се компарираме со другите држави во поглед на, еве денешната епизода е во поглед на долгорочноста. Например, нашиот просечен животен век е за 10-12 години пократок од животниот век на најдолговечните нации, како што е Јапонија, например, но и така гледано, ние повторно не живееме квалитетен живот, значи не само што не живееме долго, не живееме ниту квалитетно, и сега се обидуваме да откриеме зошто е тоа така и што можеме да направиме, да смениме. Ќе се фокусираме на теми кои што ни се актуелни на сите. Тоа зошто не сме во врвот на среќните нации, например, еве зошто не сме во врвот на долговечните нации и еве што ни се случува, како скокаме од тема на тема и како тоа влие на нашиот фокус, на концентрацијата на секој од нас. Така што малку по теми кои што се дефинитивно за човековото однесување во 21-виот век, кој што е оптеретен од новите технологии и овој страв да не се пропушти нешто. Вечер премиера на YouTube каналот во 20 часот, реалити чек. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Време е за музика, во 9 часот се и најновите вести на јавниот сервис.